Шемата е добро позната, они почнуваат да градат на земја која што не е нивна државна и ничија практично. Зачувани бројчиња у општина Чаир од 2011 и ја впишуваат зградата дека е уствари градена во 2011 и ја легализираат согласно законот кој што беше актуелен до 2016-2017 кога можеше да се легализираат градби кои што не беа легализирани, а и се изградени до 2011 година. Не само што направиле едно кривично дело, но сега прават уште едно кривично дело овдека, каде што прикриваат траги од кривично дело и прикриваат докази од кривично дело. Тоа што го прават овдека е собрани се работници, платени се во готово, неофицијално се платени од лице кое што е блиско во кабинетот на Висер Ганију. Иземал со кола ги однел на лице место, кога копале, оштетиле високонапонски кабел за струја, оштетиле канализациона мрежа, оштетиле водоводна мрежа, го оштетиле профилот на булеварот, го направиле нестабилен практично булеварот, копале на позиции што се во гуп, кои што не смеат да се чепкаат. И сега они пробуваат тоа да го затрпаат за да не се гледа, затоа што веројатно кога дојде обвинител да почне да реши да постапува полицијата наместо да филозофираат и да шират празна реторика, што би рекол Мицкоски, ќе имаат проблем. Значи излега градоначалник на главен град, на лице место, се пушта во живо, го повикува градоначалникот на општината, општинскиот градежен инспектор, полицијата, државниот инспекторат за градежништво, обвинител. Сите ги повикува да дојдат на лице место додека е таа на лице место, постапува согласно нејзините можности, ги казнува и така натаму. И наместо веднаш да се започне со истрага, да се излезе на терен, да се направи записник, се оставаат денови да може да се прикрие стореното кривично дело или отежнителните околности на кривичното дело, за да се прикријат, за утре и да излезе некој на терен да рече па добро, овдека е само заради ова, не е страшно. Тоа е проблемот оваа држава. Што се прави површно, се прави за мачкување очи и така натаму.